Така е редовен термин за уште едно издание на циклусот емисии Скопје ми е дома преку локалната програма на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, ви благодариме што сте на нашата фреквенција и што не следите. Скопје ми е дома, нова емисија, нов соговорник и мој нов гостин во студиото на Вистинска телевизија. Имено вечерва ќе разговарам со председателот на Советот на град Скопје, господин Даме Димитровски. Јас во најавата нема да должам, веднаш ќе си го поздравам мојот соговорник. Господине Димитровски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома и ете да проговориме за Скопје, за Советот, за новите проекти кои што ќе се случуваат во главниот град. На самиот почеток, како сте? Ви благодарам. Добро сум, ви благодарам на поканата. Секогаш е задоволство да се гостува на убави емисии, особено посветени на градот Скопје. Ние покрај тоа што се бавиме со различни проекти, со акции, со програми, знаеме дека еден клучен елемент во Советот на градот Скопје или во кабинетот и на градоначалникот ќе биде комуникацијата со граѓаните. Ќе треба да представиме што сакаме да сработиме, какви инпут сме добили од граѓаните, да го филтрираме тоа низ вакви јавни емисии, низ други дебати, низ јавни настави, за да може вистинскиот интерес на граѓаните да биде представен и во Советот на Скопје и понатаму да го реализираме вистински во градот. Токму така, она кое што најмногу одекна и самиот вие кажавте дека тоа е проблемот со комуналниот отпад, со сметот, со чистењето на главниот град, впрочем и она кое што беше ветено во предизборната програма, дека Скопје ќе се исчисти за 72 часа по доаѓањето на власт на новиот градоначалник и прв човек на градот. Се исчистили градот, каква е сликата денес? Идејата беше дека она што беше натрупано ѓубре по разни контейнерски места, по разни депонии околу градот, ќе биде брзо собрано во првите 72 часа, но задачата во суштина само почнува тука. Задачата ќе биде во следните 4 години да поставиме вистински систем за управување со отпадот. Не само овој дел што најмногу ги интересира граѓаните, од кога ќе го фрлат ѓубрето, тоа брзо да исчезне од контейнерското место, туку целиот систем на селекција на отпад, на нови системи за носење на отпадот до одредени места. Се зборувавме на минатава средба со градоначалниците во општините дека ќе пробаме во брзо време да ги поставиме рециклаторните дворови, така што сите граѓани ќе можат на вистинско место да го донесат кавастиот отпад, отпадот од градежните активности во нивните домови, доколку имаат електронски отпад, ќе имаат соодветни локации во секоја општина каде ќе можат да го остават, а потоа тој отпад ќе оди на вистински третман. Кавастиот отпад, ако може, на реупотреба или рециклажа, градежниот отпад на дробење, за повторна употреба како некоја фракција во градежните материјали, електронскиот отпад на постапување, на вадење на компонентите, така што очекуваме дека во следниве 4 години ќе гледаме недела по недела, месец по месец различни акции, во кои што се надеваме дека граѓаните своеволно ќе учествуваат. Некои ќе бидат мотиватори, некои пополека ќе се вклучат, но на крајот сите ќе бидеме вклучени во еден систем на управување со отпадот, што ќе гарантира дека со отпадот се постапува правилно, без да влијае на животната средина, дека отпадот ни станал ресурс од кој што понатаму правиме нови материјали, правиме енергија можеби, а граѓаните се сигурни дека тој не ја загадува нивната најблиска околина. Колку сето ова вака им е достапно и познато на граѓаните, оние кои што навистина им е најважно можеби да им биде чисто и да нели се исчисти ѓубрето? Јас ќе кажам дека темата со отпадот добро беше крената на високо ниво и граѓаните се запознаени со голем дел од постапките. Голем дел од граѓаните и се едуцирани и ги знаат постапките на реупотреба, на рециклажа, на селекција на отпадот, но добро е да го поставиме темелот на град Скопје, да поставиме вистински канали како со тоа се справуваме и со некои малечки одлуки да почнеме да се движиме кон втор контейнер во друга боја во кој што ние селектираме, втор камион кој што собира, миење на контейнерските места за да видиме вистинска хигиена, таму луѓето да почувствуваат дека контейнерите се наши, се нивни, дека можат со нив да се бават некако, дека не се ѓубриште во кое што оддалеку го фрламе отпадот и на крајот да стигнеме до една депонија во која што ќе имаме соодветен третман. Секундарно вадење на материјали, вадење на материјал за енергија, вадење на суровини понатаму, рековме градежен отпад, рековме метали можеби, и само оној мал дел што ќе остане неискористен да го ставиме на депонирање во соодветна депонија, која што нема да влијае на околината, туку ќе има прочистителна станица за отпадни води, ќе има мерење на емисијата за околината, значи вистински систем како што доликува на еден европски град како што е Скопје. Неодамна седнавте на местото од прв човек на Советот на град Скопје. Се одржа чином веќе и втората седница на Советот. Какви одлуки првично донесе Советот? Како функционира Советот со различни политички воли таму? Советот е едно интересно место и за мене јас прв пат сум советник, но во Советот ќе кажам дека имаме и поискусни советници, имаме советници кои што неколку мандати биле советници, имаме советници во Советот кои што претходно воделе совети на некои од општините во градот, имаме различни групи и се договоривме дека ќе пробаме Советот да го водиме во интерес на граѓаните.
Ќе биде ова отворен совет кој што ќе работи транспарентно, кој што одлуките ќе ги носи јавно, нема ништо да крие, нема ништо да пика под тепих и за сите одлуки ќе се консултираме сите 45 советници. Се договоривме дека јас ќе го водам советот како еден од 45-те, дека за сите одлуки ќе може да дебатираме и на претходна координација, дека ќе може да зборуваме за измени во буџетот, за носење нови програми. За среќа, за многу од политиките за кои што сакаме да зборуваме, сите гледаме нанапред. Гледаме кон поубава Скопје, гледаме кон почист воздух, гледаме кон подобар јавен превоз во градот, гледаме кон подобро управување со отпадот, гледаме кон транспарентност и можеби најважно од се гледаме кон младите како вистинската иднина на градот Скопје. Кога сме веќе кај транспарентноста, отчетноста пред граѓаните, овде ќе ја споменеме ставката буџет. Имате отворено повик за од граѓаните предлози за тоа како ќе се трошат нивните пари. Па и ајде повеќе за буџетот, за донесувањето, за ребалансот на буџетот во градскиот совет. Ќе почнам прво од првата ставка дека ние си дадовме задача не само овој и секој следен буџет да станува се поотворен. Граѓаните да можат да учествуваат во правењето на буџетот, исто така да гледаат како се прави буџетот и понатаму да гледаат како се троши буџетот. Сепак градот Скопје располага со пари на граѓаните на Скопје и тие треба да се сигурни дека тие пари се вложуваат повторно во градот, дека нема непродуктивни трошоци или се кратат колку што е можно највеќе, а најголем дел од парите се вложуваат во иднината на градот или за доброто на градот. Сега имаме прв повик граѓаните да влезат во своја акција да предложат проекти и не е сега прв пат, ние во кампањата пред изборите зборувавме на широко со граѓаните дека правиме програма која што ја прават тие, заедно ја бираме и оваа програма за избори не е фиксна. Тоа е најмалку што ќе сработиме, а препорачавме дека и добрите идеи на граѓаните и на другите партии кои што влегува изборите ќе ги вклучиме во програмата на градоначалникот за реализација на проекти во градот Скопје. Ова е прв, можеби, така наречен, не е ни форум се уште, но се надеваме дека од следната година ќе отвориме и форум за специјализирани сегменти во буџетот, така што ќе поканиме невладини организации, граѓански групи, граѓани, заинтересирани струкови организации кои што се бават со одредени области, да можат наменски и со месеци да работат на теми за следниот буџет во 27 да можат да проектираат што е иднината на градот. Истото би се случувало со посебните групи на млади кои што ја гледаат иднината во овој град, да можат да проектираат кои се акциите, од што зависи дали тие ќе останат тука, како тие го гледаат градот Скопје на 21 век. Така што мислам дека овој процес малку по малку ќе се развива и буџетот ќе стане вистински достапен за луѓето да можат да дадат свој инпут и да видат што другите луѓе мислат за нивните идеи. Што конкретно е ќе биде приоритетно финансирано во следните можеби 12 месеци, година дена? Значи, иако градот е во тешка состојба со буџетот, ние не мислиме да очајуваме, туку мислиме да почнеме да реализираме делови од програмата за кои што сме збореле. Ќе зборуваме за јавниот превоз, ќе зборуваме за комуналната хигиена и управувањето со отпадот, ќе зборуваме за новите инфраструктурни проекти, не само затоа што на градот Скопје му требаат нови улици, туку затоа што на градот Скопје му требаат нови патишта, луѓето побрзо да стигнат до своето работно место. На децата им требаат тротоари, велосипедски патеки на кои што ќе можат побезбедно да се движат. Овие нови коридори ќе ослободат и дел од затнатите коридори во центарот, па ќе овозможат и помалку загадување на воздухот од транспортот во центарот на градот. Ќе зборуваме за културните институции, сепак Скопје е град на културата во 2028 година. И ќе сакаме да почнеме да вложуваме и во културната инфраструктура, но најмногу и во капацитетите на младите луѓе како да го видат овој проект, како да се заљубат во него и како да учествуваат и тие да бидат граѓани на градот на културата. Како Советот ќе ги приоритизира оние проблеми поврзани со ЈСП, со јавниот градски превоз конкретно и кога граѓаните конкретно да очекуваат реални резултати од програмата предизборната? Да, начекавме една состојба во која што јавниот превоз не е одамна реформиран. Дури и кога се купувале нови автобуси, останале истите линии кои што се проектирани во Скопје од 90-тите години. Очекуваме дека во овие 4 години ќе поставиме и нов план на линии во градот Скопје. Најпрво ќе зборуваме за интервентно вклучување на нови автобуси во возниот ред на ЈСП, проширување на возниот ред на ЈСП по неискористените булевари кои што се изградени во изминативе децении, поврзување со новите мала кои што никнаа во Скопје останаа неповрзани во јавниот превоз, а дополнително очекуваме дека со голем број автобуси и со активирање на проектот БРТ 2.0 реформиран и подобрен, ќе можеме да зборуваме за брз, сигурен, безбеден и еколошки јавен превоз за сите. За нас од огромно значење ќе биде дека овој јавен превоз нема да постои сам за себе,
туку ќе пробаме да го поврземе со тоа што денеска се вика алтернативни начини на транспорт. Па ќе зборуваме за можноста со велосипед да се возиме по велосипедска патека, со велосипедот да влеземе во автобус или да го паркираме на соодветно место и со велосипедот да излеземе од автобус да продолжиме да се возиме, значи да комбинираме различни типови превоз за брзо економично возење. Да, се превземат ли конкретни мерки за она кое што првично се жалат граѓаните? Немање на автобуси, чекање на автобуските постојки на нивните автобуси? Значи, ставени се сите капацитети во моментов од тоа што го има јавното сообраќајно претпријатие да се дополни со тоа што стоело несервисирано подолго време, а може да се стави во погон и дополнително се вклучени капацитетите на приватните превозници. Значи, сите капацитети што постојат за да се вклучат во постојниот возен ред, се вклучуваат и очекуваме дека ова ќе не доведе до некоја состојба нула, нема да кажем состојба еден, туку состојба на некакво функционирање на јавниот превоз, со кој што луѓето ќе можат да се движат низ градот. Тоа не е задоволително. Ние знаеме дека луѓето треба да се движат брзо. Кога поставувавме стратегија за програмата, зборувавме за 15-минутен град, во кој што ни се достапни сите установи на 15 на минути или сите јавни услуги, но зборувавме и за град во кој што секое мало е достапно до секој, во кој што центарот го користат и тие од подалечните мала, во кој што луѓето не мора со кола да се движат низ градот, за да можат да пристапат до Националниот театар, до библиотеката, до средното училиште во кое што учат, до спортскиот настан, така што навистина мислиме дека Скопје треба да биде целосно и силно покриено со јавен превоз. Кога сме кај оние приоритетни проблеми, тука е проблемот со аерозагадувањето, кој што е најкарактеристичен можеби за зимскиот период, односно за овие месеци сега во зима. Има ли конкретни мерки кои што ќе ги превземете ве како совет за загадувањето на воздухот? Мислам дека уште на првиот ребаланс донесовме една одлука во која што приоритетно најмногу за да покажеме дека сакаме да се бавиме со ова прашање и ние приоритет здравието на граѓаните во градот, здравието на немалите, здравието на возрастните. Одвоивме средства за да се направи нов вистински план за управување со квалитетот на воздухот во градот Скопје. И во него ќе има предвидено голем сет на мерки кои што ќе се бават не само со краткорочните намалување на последиците од загадувањето врз луѓето или препораки на луѓето како да го избегнат загадувањето, туку ќе поставиме вистински инфраструктурни мерки како да се намали загадувањето во градот Скопје. Градот Скопје не е единствен пример во светот кој што има вакво загадување, голем број котлински градови во кои што има согорување, во кои што се создаваат ПМ честички, има некаква прекривка од градот од температурната инверзија, честичките долго време остануваат во градот. Ние ќе се бориме и ќе работиме на намалување на изворите на загадување. Најпрво со силни инспекции со кои што сме веќе почнати во соработка со Државниот инспекторат за животна средина, во соработка со локалните инспекторати за животна средина на општините и нашиот општински инспекторат, најпрво со силна контрола на сите загадувачи. Во вториот дел ќе работиме на намалување на загадувањето од транспортот, едно ќе биде со поставување на добар јавен превоз, со отварање на нови коридори на движење, и третото ќе биде загадувањето од објектите. Градот ќе води со пример. Во овие месец дена колку што советот работи, веќе и остваривме неколку контакти за градски објекти, кои што во моментот емитуваат честички, кои што се загреваат на нафта, кои што се загреваат на други горива, да преминат на горива или на системи кои што не загадуваат. Па така ќе имаме објекти кои што се загреваат на нафта, а ќе преминат кон газ или ќе преминат кон топлински пумпи или централно грејење во следниот период. Со тоа само ќе водиме со пример и ќе покажеме дека објектите со кои што стопанисува градот можат да бидат со нула емисија на цврсти честички. Понатаму ќе ги повикаме и граѓаните да учествуваат во овој процес и тие во своето загадување да го препознаат, дали е тоа својот објект за домување, дали е тоа своето возило и да влезат во некои од програмите што ќе ги понуди градот, нашите партнери од интернационалните институции, владата во своите програми и да направат или домување без емисија или возила со помала емисија со кои што ќе учествуваат во градот Скопје. Се надевам дека ова прашање ќе биде разбрано дека е прашање во кое што мора сите да учествуваме. Не постои град во светот кој што го решил загадувањето, а при тоа сам градот носел одлуки. Ова е прашање во кое што мора граѓаните да влезат силно, индустријата да биде партнер и да ги намали своите емисии под притисок на инспекции или затоа што се социјално одговорни компании, владата да го заврши својот процес и да ни помогне со финансирање на проекти, со отварање на нови програми во владата и тогаш да добиеме град кој што има задоволително ниво на квалитетот на воздухот за нашите деца. Кога ги споменавте инспекцијските служби, најново е ова со дивите превозници кој што ќе се случува, односно ќе има надзор на оние диви превозници. Имено градоначалникот најави дека нема да постојат повеќе диви таксисти, диви комбиња и сите оние кои што работеле спротивно на законот.
Што доведе до конкретно до да се превземе оваа мерка? Јас ќе кажам дека уште во кампањата ние идентификувавме дека граѓаните примарно бараат да има ред во градот, да има поредок во градот, луѓето сакаат да живеат во европски град во кој што важат европските правила. Јасно ни беше дека во целиот тој процес на воведување на ред на различни начини, дали пробуваме да воведеме ред во транспортот, дали ред во управувањето со отпадот, ред во такси превозот или слично, ќе има мали групи кои што ќе пружаат од време на време некаков отпор и ќе кажат ова не е добро заради мене или заради некој личен или бизнис интерес, ќе кажат ова не е вистинската политика или можеби уште нема да биде созреана климата за промените, за воведување добар ред. Ние им ветивме на граѓаните дека ќе воведеме ред и во јавниот транспорт, и во управувањето со јавните финансии, и во отпадот, така што едно по едно ќе ги поставуваме правилата, Скопје да биде европски град во кој што ќе постојат европски правила на однесување. Кога говориме за проектите, несомнено тука инфраструктурата, урбанизацијата секако, од другата страна зелените површини за чувувањето на животната средина, има ли баланс по кој што ќе се движи работата на град Скопје? Сигурни сме дека претходно се случуваше и некаков дисбаланс и голем дел од ова што го викавме урбанизација се гледаше како бетонирање, како градење на згради или градење на простор за домување. Ние Скопје повеќе го гледаме како просторот помеѓу зградите, како простор во кој што луѓето на јавниот простор можат да искажат мислење, да зборуваат за културата, да создаваат музика, да се дружат меѓу себе и ние во нашата програма најмногу ќе се посветиме на овие јавни простори, како нив да ги озелениме, како да ги оплемениме, како да им го вратиме овој простор јавен на граѓаните. Сепак Скопје е местото каде што Скопјани излегуваат, се дружат и ја создаваат скопската култура. Ние ќе се трудиме да бидеме оние кои што преку разни проекти, дали ќе бидат тоа проектите за 50 мали паркови, дали ќе бидат тоа коридорот на Серава, коридорот на Лепенец, кеот на Вардар, по кој што луѓето ќе се движат во зелени површини, ќе можеме да го вратиме градот на граѓаните. И за тоа ќе сакаме да поставиме и целосна стратегија како Скопје да стане позелен град во кој што луѓето се чувствуваат пријатно. Од последните проекти, следејќи ве вам, велите национален инвентар на јавни згради. Каква е оваа стратегија и што конкретно е целта на истата? Поголем дел се зборуваше дека државата ќе води со пример, дека државата ќе биде таа што своите објекти ќе ги доведе во ред, но се утврди дека државата до пред одредено време и не била свесна кои се нејзини објекти, или ако била свесна која е листата на нејзини објекти, не ги знаела карактеристиките на објектите. Во овој национален инвентар на јавни згради се зборува за кои се објектите, која е нивната површина, која е потрошувачката на енергија, колку загадува секој од објектите, начинот на кој што се користи, за кога ќе имаме еден таков добар инвентар, да може да влеземе со мерки и да финансираме објектот што најмногу загадува ќе биде прв реконструиран. Или нашите средства ќе бидат најдобро искористени ако ги вложиме во фотоволтаици на овој објект или во нова гасна котлара на овој објект. Така што овој национален инвентар ќе ни овозможи да знаеме која акција, колку брзо ќе ни врати резултати и да можеме парите на граѓаните вистински да ги вложиме во добрите мерки, а не да бираме проекти по тоа што ни се допаѓа или кој објект е блиску до мене. Значи да знаеме со што стопанисуваме и каде прво треба да интервенираме. Настрана од инфраструктурните проекти, од градењето и од урбанизацијата, ја имаме културата, која што секако не е помалку важна, културните настани и манифестации во главниот град, Скопје, град на културата за 2028, споменавте и вие, ќе поддржи ли градот културни настани, манифестации на негово тло? Ние во суштина, ако се навратам назад, целата програма ја правевме затоа што сакаме да имаме култура во Скопје, затоа што сакаме здрави граѓани на Скопје, така што целата програма поврзана и со јавниот превоз се базираше на тоа како брзо да стигнеме до културните институции, како да им овозможиме на граѓаните да се чувствуваат дека живеат во град со основна култура и со надградена култура во културните институции. Скопје ќе има среќа да може да организира еден настан како Скопје град на културата 2028, во која што ќе ги повика сите своји граѓани да учествуваат во овој проект. Тоа не е еднодневен настан, тоа е настан 365 дена кој се надеваме дека ќе продолжи и години понатаму да се развива. Ќе се создадат нови места во кои што ќе има култура, некои подзаборавени локации како Калето, како Аквадуктот ќе добијат нова содржина и скопјани ќе почнат редовно таму да создаваат нова култура, нова интеракција меѓу себе. Градот ќе поддржи и инфраструктурни промени во овој вид, да ги подобри културните установи, но и програмски средства на институциите да создаваат нова жива култура во која што младите ќе се заљубат, ќе почнат да креираат тука. Ние се надеваме дека со овој проект ќе ги привлечеме младите или умните луѓе од околината на Скопје да доаѓаат почесто во Скопје, да доаѓаат да посетуваат ноќен живот, да доаѓаат да посетуваат културни настани, Скопје да биде жив град во кој што се случува култура, во кој што
врие културата, а при тоа не им сметаме на луѓето кои што домуваат во околината. Да, кога сме кај младите, некако во предизборните програми скоро сите кандидати за градоначалници ги имаат споменато младите, младинските политики како посебен сегмент од нивната предизборна програма. Како ќе се задржи младиот човек да одбере да живее токму во главниот град, токму во Скопје? Ние пробавме да комуницираме на повеќе начини со младите и утврдивме дека младите гледаат во иднината. Тие се исклучително умни, тие знаат за што зборуваат кога зборуваат за градот Скопје, тие зборуваат за своето образование, зборуваат за културната средина во која што се движат, зборуваат за бизнисот како младите во светот и зборуваат каде можат да ги оплодат своите идеи, почнувајќи од тоа како својот бизнис да го развијат во некој бизнис хаб во Скопје, како своите проекти да можат да ги намножат во некоја невладина организација во Скопје или во некој центар што се бави со проекти во Скопје, така што ние ќе им понудиме на младите и иновацијски хаб во градот Скопје покрај овие што се државни хабови, кој што ќе биде поврзан со светските универзитети, со нашите универзитети и ќе им овозможи своите идеи за градот, идеи за техниката, идеи за културата да почнат да ги развиваат тука, евентуално и да ги размножат тука, да нивните идеи да пораснат во вистински бизниси, во начин на живот. Нема да се задржиме на тоа, ќе зборуваме за соработка со универзитетите во градот Скопје, сепак ние сме град кој го има најубавиот универзитет во Македонија, Универзитетот Свети Кирил и Методи и други приватни универзитети и ќе зборуваме со нив како нивните млади да ги вклучиме во програмите на градот Скопје, како тие да доаѓаат и да создаваат за градот Скопје дополнителна вредност, а градот да го примети тоа и да го вреднува. Ние не сакаме младите да не слушаат од другата страна, ние сакаме младите да ги донесеме на иста маса со нас и тие да носат одлуки со нас. Колку се заинтересирани да се вклучат директно во носењето на предлозите, одлуките? Да речем, иако на прва личи дека младите се индиферентни кон политиките и градот, во моментот кога зборуваме за теми што се вистински значени, кога зборуваме за куќињата бездомници, кога зборуваме за културата, кога зборуваме за квалитетот на воздухот, младите се гласни, зборуваат, имаат идеи, виделе своји искуства. Денешните млади комуницираат со светот отворено, тие имаат канали на комуникација покрај електронските медиуми, социјалните медиуми, знаат повеќе за светот од тоа што ние сме знаеле кога сме биле на нивната возраст и предлагаат решенија кои што сметаат дека се добри. Така што само илузија е дека младите не се вклучени во политиките. Тие се вистински активисти за политиките кои што сметаат дека треба да ги бранат. Дигиталните алатки и вештачката интелигенција исто беа како подточки на предизборните програми. Колку ќе бидат вклучени дигиталните алатки за подобра комуникација помеѓу градот и жителите? Ние ќе пробаме со различни социјални медиуми, со различни дигитални алатки да се приближиме, да го приближиме градот на луѓето. Луѓето можеби не го гледаат градот или градот Скопје како институција, како вистински своја. Тие треба да го препознаат градот дека тој е нивни, тие ги носат одлуките, тие се бават со буџетот, тие во проектите можат да поместат нешто полево или подесно, нивниот глас се вреднува кога станува збор за политиките на градот. Така што градот нема да прави само презентации на буџетот, туку ќе им дозволи на луѓето да влијаат врз дигиталните работи кои што градот ќе ги поставува. Ќе им дозволи градот на луѓето да бидат проактивни, ќе им даде буџет кој што лесно може да се чита. Проекти во кои што тие можат да влијаат, се надеваме дека овие дигитални алатки ќе ни дадат брза комуникација и интеракција со луѓето, да не мора тоа да го правиме секогаш и за секое прашање на референдум, туку ќе може преку брзите алатки со граѓаните да комуницираме и нивните желби, идеи и планови да ги вклопуваме во политиките на градот. Во каква состојба го затекнувате градот и колку е реален временскиот период за кој што граѓаните може да ги почувствуваат првите промени кои што ќе се случат овде, а кои што најмногу ги засегаат, нели? Не можеме да кажеме дека градот е во феноменална состојба. Сепак ние го сакаме градот Скопје, па и не можеме да кажеме и погредни зборови за него. Градот Скопје се наоѓа во една состојба како град во која што му требаат многу подобрувања. Како институција градот Скопје се наоѓа во многу финансиски долгови, но сепак во градот работат луѓе кои што се вредни, чии капацитети долго време не биле искористувани, а имаме можност да ги искористиме. Има добар потенцијал на луѓе во градот кои што собирале идеи, кои што пишувале проекти, кои што работеле, но нивниот потенцијал не бил препознаен. Сметаме дека во институциите на градот Скопје ќе пронајдеме такви луѓе кои што веќе се појавуваат, кои што ќе се вложат во градот. Сепак за да работите за град Скопје треба да сте заљубени во градот, треба да си ја сакате работата. Најголем дел луѓето таму си ја сакаат работата, доаѓаат, носат идеи, работат прекувремено за да се случат промените во градот. Долго време мислат дека имало некоја атмосфера во која што не можеле да дојдат до израз, сега чувствуваат слобода во која што ќе можат да се размавнат со своите идеи и да придонесат кон убавината на градот.
Колку град Скопје е ваш дом, како го чувствувате вие Скопје? Какво е Скопје во вашите спомени назад низ годините? Јас можам да кажам дека сум вистински скопјанец, го сакам Скопје и во текот на мојот живот сум променил неколку места на живење поврзани со различни населби во Скопје, каде и да сум патувал во странство, на студиски престој или на подолги, на пократки престои, јас секогаш сум знаел дека Скопје е местото каде што живеам, каде што се враќам. Што е за мене Скопје? За мене Скопје се сите малечки детали, почнувајќи од кинокултура во која што, не знам, ги изгледав сите филмови, кино Бамби во кој што претходно пораснавме, овој централен градски плоштад. Мислам дека свирењето низ градскиот парк, играњето кошарка по скопските улици и скопските кошеви беше многу популарно кога јас бев на онаа тинејџерска возраст, така што Скопје за мене представуваше еден простор во кој што лесно се комуницира со луѓето, лесно со луѓето од други мала се препознававме по некои вредности, дали тоа беа секции во кои што учествувавме, надпревари во спорт, во знаење, во наука, место во кое што луѓето лесно комуницираа меѓу себе, дофрлаа доста хумор, но генерално беа пријатни едни кон други. Тоа е моето Скопје, во кое што луѓето се живи и сакаат да живеат со себе. Некој омилено скопско култно место, каде што ги помните вашите батерии, каде што постојано се навраќате таму? Јас го обожавам градскиот парк, за мене е најубавиот парк јас би рекол во овој дел на Европа. Градскиот парк е исклучителен и со локацијата, и со близината на Вардар, и со динамиката на движење таму на возрастни, на млади, на бебиња, на деца, на разни активности кои што се случуваат. Можам да кажам дека градскиот парк во Скопје е најубавото место можеби во Европа на кое што човек може да ги полни батериите. Ние треба само да му оставиме простор градскиот парк да биде такво место, да не го оптоваруваме со секакви содржини. Да, на повеќе наврати споминавте скопски култни места, старата чаршија, калето, аквадуктот, секако. Колку градот ќе посвети внимание на овие места? Значи, чаршијата е нешто со кое што можеме да се гордееме. Кога одиме по европскиве градови, брзо гледаме да се пикнеме во нивната некаква чаршија, дали е тоа некоја модерна чаршија од 1800-900 година, малце подобро уредена од тоа време, а нашава чаршија не секогаш се гордееме со неа кога ќе дојдат странци. Јас имам шанса кога ми доаѓаат гости од странство да ги прошетам низ чаршијата, да им раскажам повеќе работи за чаршијата, како што мене ми раскажувале порано моите родители, каде биле едните занајати, каде биле казанџи, каде биле кожари, со што се бавеле тие, од каде потекнувала чаршијата, во Златарската уличка што се случувало, каде се добрите кебапчиња, и мислам дека се задојуваат и странциве со приказната дека нашата чаршија е во суштина вистинска и жива чаршија. Таму се случува и вистинско угостителство и по некој занајат се уште има и луѓето се таму, не е се глума, вистински чарши имаме во која што луѓето живеат и дел од ноќниот живот на Скопје е префрлен таму, младите се чувствуваат убаво кога шетаат низ чаршијата. Можеме подобро да ја поврземе со јавен превоз, можеме на младите да им ја понудиме како следна културна дестинација и на странците, и се надевам дека чаршијата ќе биде повторно збиралиште и центарот на вистинското старо Скопје. А ако успееме да направиме и нови вакви локации за културни манифестации, како што ќе бидат калето, аквадуктот или други места каде што луѓето ќе препознаат дека тука се случува добра култура, тука можат да создаваат нешто, тоа ќе биде дополнителна вредност на градот. Што му недостига денес на Скопје од ваш агол? Скопје е мојот град, јас не можам да кажам дека нешто премногу му недостига, но генерално му недостига да го чувствуваме за свое. Ние мислиме дека некој друг ќе ни донесе промена во Скопје. Ние како Скопје ни го знаеме Скопје, викаме некој друг сега треба ова да ми го направи, некој друг ќе ми направи да е поубаво Скопје. Ние мораме сите да се вклучиме. Ова е сепак нашиот град во кој што ние сме растеле, ќе ги растеме нашите деца. Мораме тука да се вклучиме во акција и сами да ги донесеме промените кои што ги бараме. Во малечки акции да препознаеме, да не се движиме само со разговор, да се движиме со микроакции. Секој кога би го дал својот придонес за Скопје, Скопје ќе биде градот што го заслужуваме вистински. Едно убаво европско Скопје во кое што ќе има и динамика на бизнис, развој на бизнисот, во кој што младите ќе можат брзо да пораснат и во бизнисот, во кој што ќе можат младите и да се бават со наука, со истражување, со филозофија, со музика, но и место каде што возрастните ќе можат да го имаат својот рад, да се бават со угостителство, да се движат низ една чаршија во која што ќе бидат живи луѓето, меѓу себе ќе се препознаваат. Скопје е град со доволно број на жители, со оптимален број на жители за да се случува и настаниот голем град, и настаниот мал град во кој луѓето меѓу себе се препознаваат. Да, Скопје се менуваше низ текот на годините, се случи проектот Скопје 2014, а колку е соодветна оваа слика за главниот град денес и колку Скопје изгледа на вистина на главен град? Скопје е исклучително убав град за мене. Јас дури во мојата канцеларија имам слика од градот Скопје во мојата младост, кога јас сум растел во 2000
петта, да речеме, некоја слика од плоштадот имам ставено, како јас го гледав тоа Скопје, ке татко ми во канцеларијата имаше друга слика од Скопје кога тој растал, ке дедо ми стоеше сликата од неговото Скопје, така што секој своето Скопје од младоста го гледа со посебна емоција. Јас се сеќавам на коцката на плоштадот, тие се сеќаваа на стариот театар, секој се сеќава на оние места кои што му донеле посебна емоција. Јас од проектов Скопје 2014 сум воодушевен од филхармонијата, од тоа што се случува во неа, од настаните кои што се таму, од джез оркестарот кој што профункционира повторно таму, така што мислам дека во тој проект се создадоа исклучително добри места каде што луѓето комуницираат, создаваат уметност. Ќе кажам, мене ми омилен дел филхармонијата, иако не можам да го запоставам, и стариот театар, кој што повторно донесе некаков дух, глумциве се вратија во објектот кој што го сакаат, со посебно задоволство зборуваат за него, за разлика од оној стариот МНТ кој што беше сега театар комедија, и во кој што имаме простор за вистински големи приредби, за вистински класици да бидат изведени во нашата сцена. Каков ќе го видиме главниот град по 4 години, можеби? Јас се надевам дека главниот град овие 4 години ќе се бави со систем, дека нема да се бавиме премногу со нови проекти како згради и слично, туку ќе се бавиме со систем во кој што ќе го отвориме градот, ќе му овозможиме на луѓето брзо да се движат низ него, да дишат лесно, наместо загушен град да имаме град кој што дише, да им обезбедиме добри инфраструктурни услови да се чувствуваат комотно во градот, да биде чисто, да не биде загадено, да имаат добри комунални услуги, да се движат во системи со добра култура, значи да имаат многу културни настани и тие културни настани добро да бидат искомуницирани, младите да создаваат, ние да уживаме во тоа што го прават, универзитетите уште подобро да се вмрежат со градот, да се искористи потенцијалот на универзитетот и градот и да овозможиме она што можеби ќе биде клjuč за добрата динамика понатаму, бидејќи не очекувам дека ќе отвараме нови огромни булевари со 10 ленти и слично, да овозможиме добар велосипедски превоз, добри велосипедски патеки, да им го вратиме јавниот простор на најмалите, тие да се чувствуваат безбедни. Ние зборувавме дека еден од значајните проекти во градот ќе ни биде безбеден сообраќај во градот Скопје. Ние се соочуваме со голем број на сообраќајни несреќи и голем дел од нив се со жртви. Се надеваме дека во следниот период преку голем дел на мерки, поврзани и со намалување на брзината на движење, со инфраструктурни мерки пред училиштата, пред културните установи, со враќање на јавниот простор на тротоарите на граѓаните. Не може секој тротоар да биде паркиралиште или кафич или сладкарница или што и да е, мора да им го вратиме просторот да биде за граѓаните, децата да можат да го чувствуваат за свој и безбедни да се играат. Тоа е градот кој што го гледам дека треба да се развива, скопјани да го конзумираат својот град и да почнат да уживаат и да придонесуваат за него. Така, при самиот крај на самото завршување на овој разговор, јас ќе ве вратам повторно на втората седница на Советот, накратко кои проекти ќе се случуваат во иднина, што очекуваме и со тоа полека ќе заокружуваме. Така, сега се работи на буџетот, ќе кажам дека покрај тоа што го правиме буџетот или ќе пробаме буџетот да го правиме се поотворено, ќе почнеме со мали акции за поотворен буџет, па ќе го зголемиме тој начин, ќе зборуваме за најпрви инфраструктурни проекти, да ги завршиме работите кои што се оставени недозавршени, комуникацијата во градот помеѓу различни мала, поврзување на мостовите кои што се изградени, а не се поврзани со останатата инфраструктура, набавка на комунална опрема која што ќе ни треба за брзо да го чистиме градот, да почнеме да поставуваме систем за управување со отпад. Дополнително ќе се базираме на откочување на проектите поврзани со јавниот превоз. Знам дека кабинетот на градоначалникот веќе се во преговори да се откочи проектот БРТ2, да се откочат некои проекти за рециклирање на градежниот отпад во градот и дополнително мислам дека ќе имаме буџет кој што ќе се бави со културата. Ќе им помогне на културните институции да ги состават оние малечки делчиња кои што им фалат за да станат повидливи или за да можат повеќе да комуницираат со јавноста. Мислам дека ова ќе бидат главните насоки во кои што ќе се движат проектите, а ќе оставиме можност секако и на советниците и на граѓаните да го домоделираат тоа што ние сме го ветиле во програмата и да го подобрат кон интересот на граѓаните. Така, па да ни дојдат и тие на гости во студиото и да ни се пофалат за она кое што е сработено. Многу ви благодарам за времето и за ова излагање. Во Скопје ми е дома, ќе постакам успешна работа и секако да се гледаме за успешни проекти во Скопје. Ви благодарам многу на поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за времето и вниманието. Разговарам со господин Даме Димитровски или новиот председател на Советот на град Скопје. Овде ќе ве поздравам, се гледаме наредниот четврток во истиот термин на вистинска телевизија. Довидување. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно